На крајот на 2017 година, Општина Центар прогласи мораториум на вкупно 31 детален урбанистички план. Чекорот значеше забрана за нови одобренија за градба, се додека не се испеглаат старите планови, согласно законите и генералниот план на градот. Градежните компании се пожалија пред Уставниот суд, но иако спорот почна неповолно за локалната власт, Центар го задржа мораториумот. Сега во нова иницијатива до Уставниот суд, повторно се бара во Центар да се гради постаро. Вака денес изгледа просторот меѓу хотелот Holiday Inn и Олимпискиот базен во центарот на главниот град. Пресликано на макета, просторот изгледа вака. Но ако на макетата се преслика она што стои во стопираниот детален урбанистички план, се добива јасна слика што ќе се случи ако се изградат планираните 60 катни згради на ова место. Вака пак изгледа просторот кај поранешната фабрика Треска. Пресликано на макета, просторот изгледа вака. Околните жители и дел од стручната јавност со години се противат на планот од 2012 година, според кој на локацијата треба да никнат 30 згради. И овој план во моментов е под мораториум, со надеж дека ќе се измени. 1, 2, 3, 60 згради до 7 ката и една 14 катница се предвидени во планот на просторот од паркингот спроти поранешниот Скопски сајм до комплексот факултети, односно Скопското мало Крњево. Овој план е замрзнат бидејќи при носењето во 2012 година не се почитувани ограничувањата за максимален број жители, дозволена густина на население, а параметрите го нарушуваат и соседското право. Крњево е нешто што на вистина е ургентно да се донесе урбанистички план и да се гради, но се она што претходно е правено има парцели поединечни кои се многу зголемени, дозволено им е претходно голема површина за градба, а самите парцели се многу мали. Така да тука се влезани голем број од овие инвеститори сега што бараат да градат, меѓутоа нивните парцели немаат толкав капацитет колку што тие бараат. Она што не можеме ние со нив да се разбереме е дека секоја парцела има свој капацитет. Не може вие да направите објект од десетина спрата и да има тука илјадници станови, а да нема простор ни да се реши паркирање за 100 возила. И додека општината работи на овие 3 и уште 13 други плана, во архивата на Центар стигнало писмо од Уставниот суд. Од локалната власт се бара најдоцна неделава до судот да ја прати одлуката за мораториум и да одговори за наводите на двајцата иницијатори од Охрид, Александар Илиовски и Игор Влакевски, дека суспендирањето во плановите е незаконско. Со оспорената одлука, Општина Центар ги доведува во нееднаква правна положба граѓаните што имаат сопственост на недвижности на територијата на Општина Центар во однос на граѓаните на другите општини. Во смисла на ограничување на правото непречено да ги уживаат правата, вклучително и правото на градење. Имињата на двајцата охриѓани кои решиле да се занимаваат со Центар не се познати во бизнис круговите, но тие очигледно се добро запознаени со фактот дека при слична иницијатива лани Уставен побара од Центар да го запре мораториумот додека не донесе одлука. Администрацијата на градоначалникот Саша Богдановиќ тогаш направи трик. Ја поништи првичната одлука за мораториум која беше дадена на Уставен и веднаш донесе нова, па на судот не му остана друго освен да ја прекине постапката. За новото барање, идејата е да објаснат дека секој детален план мора да биде во согласност со генералниот план и дека само општината ја има надлежноста да го спроведе тоа. При крај сме со одговорот за иницијативата до Уставен, каде што јасно ќе дефинираме од каде ја црпиме ние таа правна сила за да може да донесеме таква одлука. И тогаш ќе се доведеме во ситуација дека ако Уставен не ни даде, односно ни каже не сте надлежни вие тоа да го правите, тогаш ние да опрашаме кој е надлежен за да спроведува план кој што па не е усогласен со одредени параметри. Поинаку мисли председателот на Градежната комора и еден од инвеститорите кај Треска, Ивица Јакимовски. Вели дека тие не ја поднеле новата иницијатива, но се согласни дека мораториумот е незаконски и дека процесот заглави предолго, што на градежниците им донело загуби од половина до 1 милијарда евра. Убедува дека градежниците не се тие кои ги попречуваат новите детални урбанистички планови, но вели и дека нема да дозволат да им се намалат маркичките нацртани во старите планови, односно така нареченото стекнато право. Не постои барање од нити една компанија во моментот да бара да му се зголеми од тоа што го има во моментот. Доколку постојат услови и општината процени дека треба да се зголеми.
ние нема да кажеме не зголемувај. Меѓутоа тоа што претходно си го имал како собственост да го намалиш, тоа е недозволиво и тоа не може да помине. Јакимовски тврди дека и тие сакаат да обезбедат поквалитетен живот за граѓаните и околината. Освен до надлежните општини, оваа порака одлучиле да ја пренесуваат и на извршната власт. Доставивме конкретна понуда, која што се однесува до централна и локална власт. А тоа е да ние како градежна комора, во кој што постојат членки, инвеститори и градежни компании, можат да инвестират во периодот од 3 години 1 милиарда, затоа што имаат собственост на градежни парцели, на кои што постојат детални урбанистички планови, со кои што треба да се дозволи тоа да се реализира. Во која насока ќе го подобри живеењето, нема да го оневозможи или да влие штетно на околината. Зашто? Затоа што сите објекти кои што се градат се енергетски ефикасни. Дека постапката за некои планови трае долго, признава и доскорешната председателка на Советот на општина Центар и граѓанска активистка Јана Белчева, но не гледа вина кај локалната власт. Вели се соочуваат со апсурдна ситуација. Планерските фирми кои ги најмува општината за изработка на детални планови не ја слушаат локалната власт. Некои планови се заглавени во процедурата на донесување, заради тоа што очигледно е немањето на волја на планерите да постапуваат по забелешките на стручните тела и на стручната комисија и на одделението за планирање, кои совесно си ја работат својата работа, останувајќи на принципите кои ги побарале што треба да се коригира во плановите. И градоначалникот признава дека има одредено доцнење, но вината делумно ја префрла на COVID-19 епидемијата и нефлексибилноста токму на градежниот сектор. Реакциите на градежната комора ги разбирам, но не се согласувам со една работа. Од една страна кажуваме сакаме да имаме подобри услови за живот и они се спремни да ги направат, односно да ги променат начините на кои што ќе се гради на територија на општина Центар, не само на територија на општина Центар, дај Боже низ целата држава. Од друга страна пак, кога ќе дојде планот на јавна анкета со одредени измени кои што се подобрување на тој план, односно ќе направиме колку што може подобар план, има реакции бидејќи нормално некои измени не се согласуваат или не се допаѓаат. Во кругот на испреплетени интереси за секој нов квадрат бетон, Белчева сепак се надава дека конечно граѓаните ќе бидат тие кои ќе победат пред Уставниот суд. Јас се надевам дека ситуацијата сега е уште подобра, дека ситуацијата е смената на подобра заради тоа што секојдневно веќе се зборува за проблемите кои со лошото уредување на просторот ги живеат граѓаните и дека Уставниот суд нема да се дозволи да запре една постапка која е започната, а која се бори за законитост во работењето, за непрекршување на законите, за задржување на параметрите кои се претходно пропишани и за следење на овие принципи кои се многу поголеми, а тоа е хуманизација на просторот, заштита на животната средина, заштита на културното наследство, континуитет во процесите и на регионален развој и на одржлив развој на оваа држава. Поедноставено, уставните судии ќе мора да пресечат што е повисоко: правото на собственост на која инсистираат инвеститорите или правото на хуман живот и законската обврска на општината да го уредува просторот во согласност со повисоки акти. Карта плюс за општината сега е законот за урбанистичко планирање кој првпат предвиде можност детален план да се суспендира од применување од страна на донесувачот на планот, доколку се докаже несомнена штета по јавниот интерес, што е воочена во текот на спроведувањето на планот. Во полза на градежниците пак е тоа што мораториумот смее да трае не подолго од 6 месеци на поединечни делови и 1 година за целиот плански опфат на урбанистичкиот план. Овие одредби засега имаат само декларативна вредност, бидејќи мораториумот во Центар беше донесен пред законот. Но кога влогот е голем, важен е секој детај. Бидејќи што и да одлучи Уставен, тоа ќе биде или укор, или шанса и за другите општини во државата, а не само за 7,5 квадратни километри на територијата на општина Центар.